Се наоѓаме во близина на националното шеталиште во Вашингтон. Денеска е работен ден и бројот на минувачи не е така голем. Сепак за време на викенди и на празници сликата е многу поразлична и има многу повеќе луѓе што се шетаат надвор. Но она што е карактеристично без оглед дали е работен ден или е викенд е дека речиси никој не држи цигара во рака. Жителите на Вашингтон едноставно се откажале од пушењето. Зошто е тоа така, оставете они самите да ни кажат. I do not smoke. Не пушам, сакам да имам здрави бели дробови да го одржам телото. Пушењето не е здраво, луѓето треба да се откажат. Татко ми почина од рак на белите дробови и знам колку е лоша навика. Младите не треба да пушат. Се работи за навика што воопшто не треба да ја развиваат. Не ми се допаѓа миризбата на цигарите. Не се добри за здравјето. Овој став на жителите на Вашингтон не е случаен. Повеќето од нив го почитуваат здравиот начин на живење. Многумина пешачат, возат велосипеди или трчаат дури и во зима, без оглед што температурите се и под нулата. Заедно со нивните навики одат и законските одредби. Во 2006 година донесен е закон со кој целосно се забранува пушењето на јавни места. Целта на оваа одредба е да ги заштити лицата што не пушат. Зашто, како што се наведува, докажано е дека пасивното пушење штети на здравието. Низ градот се поставени знаци на кои јасно е наведена забраната за пушење. Почитувањето на знаците е очигледно. Секако има и места на кои што тоа е дозволено и тие се обележани со посебни табли. Се наоѓаат на позиции оддалечени од главните влезови во објектите, но во најголемиот број од случаите тие се празни. Казните за пушењето не се мали. Те изнесуваат од 100 до 1000 долари за физички лица, доколку го прават тоа на места каде што не е дозволено. Казна има и за оние што се овластени да ги предупредуваат граѓаните дека не треба да пушат на одредени места. За нив глобата е по 500 долари дневно. За институциите и објектите пак, што не поставиле знак забрането пушење, казната исто така е 500 долари дневно. Овие суми не се мали ниту за американскиот буџет.